Добар ден! Методите за граѓанско учество во работата на локалните самоуправи и институции постојано се разработуваат, се менуваат, веројатно заради тоа што не е лесно властите и граѓаните да ги седнеш на иста маса. Со надеж дека тие ќе разговарат за нови политики и решенија на проблемите. Многу вода протече од самите почетоци на демократијата во Македонија досега. Но се уште ние немаме ефикасно граѓанско учество во работата на властите. Локалните акциони групи се еден од методите за постигнување влијание во тој процес на валидација на граѓанскиот глас и мислење. Токму заради ова тема, ние сме денес во просториите на Лак Агролидер, разговараме со Рина Тошевска, заменик председател на ова невладина организација. Да продискутираме како за нивната работа, така и за системот на лагови и можноста повеќе да се чуе граѓанскиот глас, токму и на овој начин. Добре ве најдовме во вашите простори и добре дојдовте во брановите на Отвор. Ви благодариме за поканата, да можеме да ги информираме граѓаните и гласно да проговориме што граѓанското учество може да направи, каков придонес може да даде во градењето на демократско, праведно и инклузивно општество. Така. Моето прво прашање за денес е како функционираат лаговите. Локалните акциони групи се една специфична структура која што има цел да ги обедини представниците на јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор на одредена територија, да работат заедно и да спроведуваат заеднички иницијативи со заедничка цел одржлив развој на локалната заедница. Како концепт се развира уште во 1991 година во Европската Унија, се со цел да се зачуваат руралните области, зашто се забележува процес на дерурализација, депопуларизација, дури земите на ЕУ се соочуваат со овие предизвици, ова модерно општество нанесува нови трендови, така да се развива овој концепт да може да се обезбеди развој на заедницата во согласност со реалните потреби на граѓаните кои што живеат во локалната заедница. Кај нас како приказ исто така започнува одамна, првиот обид 2007, потоа во 2010. Ние како локална акциона група сме основани 2014 година, едни од првите во Пелагонискиот плански регион и гордо сме да кажам што до ден денес постоиме и навистина во соработка со сите чинители, тоа значи општините, јавните институции, локалните тела, бизнис ентитетите и граѓанските организации на територијата на општините Прилеп, Кривогаштан и Долнини и Прилеп, навистина се трудиме да дадеме придонес за одржлив социоекономски развој тука. Така. Кој е значењето на Лак Агролидер во системот на лагови кај нас? Мислам дека нескромно ќе кажам, сме едни од водечките лагови кои што навистина прават промени. Почнавме со промени на локално ниво, а веќе прочнуваме да се шириме заради тоа што самата теренска работа, со комуникацијата и соработката со општините, со бизнис ентитетите, граѓанските организации, а воедно и директната комуникација со населението на територијата каде делуваме, ни овозможува на време да ги детектираме сите предизвици, а воедно во соработка со академски институции и експерти од различни области да застапуваме и лобираме и навистина да придонесеме и за пристап до права, а воедно и за создавање на можности за сите чинители да можат да имат развој во локалната заедница, зборувам да имаме просперитетни бизниси, да имаме општини кои навистина ќе креираат програми, ќе спроведуваат мерки кои ги одговараат на потребите на граѓаните, да имаме граѓански сектор што дополнително ќе прави локални иницијативи и ќе да придонесат добробит на заедницата. Мислам дека не случајно сме добитници наградата на 3 ноември на градот Прилеп, дополнително имаме добиено многу признанија од донатори за влијанието што ние го правиме во локалната заедница тука, меѓутоа придонесот што го даваме во делот на застапување и лобирање со националните институции, да навистина лаговите бидат препознаени од системот, да ја добијат заслужената поддршка од националните програми и не само кај нас на оваа територија, туку и останатите локални акциони групи навистина да спроведуваат локални иницијативи, да бидат предводници на овој одржлив рурален развој. Добра. Што организацијата работи во овој период? Во нашата организација со тек на годините веќе се повеќе и повеќе се шириме. Значи во моментот имаме многу активни програми. Насочени сме кон родовата еднаквост, заштита на човекови права, насочени сме кон транспарентност, отчетност на општините, насочени сме кон поттикнување на развој на услуги кои што ќе овозможат развој на бизнисите на територијата каде делуваме, поддршка за младите, спортот и културата на територијата каде делуваме. Значи во моментов сме предводници на иницијативата за платено породилно отсуство за жени земјоделки, а воедно и платено поледување за ювенални земјоделци, каде што на нашата иницијатива се приклучија 60
граѓански организации и мрежи, веќе застапуваме и лобираме на национално ниво во соработка со представници на релевантните национални тела. Основачи сме на платформата Домашно МК, која што возможува промоција и продажба на производи од нашиот регион, а воедно и промоција на туристички локалитети, гастрономија, се она што може да го понудиме на нашата територија. Основачи сме на онлайн платформата eHelp MK, каде што граѓаните може да пристапат до информации за права од социјална, детска заштита, достапноста на социјалните услуги на нашата територија, можности за вработување согласно оперативниот план на Агенција за вработување, меѓутоа и можности за вработување во согласно постоечките потреби на бизнис заедницата во нашата заедница. Во делот на млади, освен програмите Еразмус, работиме исто на поттикнување на младинско учество во креирањето на локалните политики, да се слушне гласот на младите, затоа што младите треба да се предводници на промени во заедницата и тие и ќе бидат идните генерации што треба да овозможат подобар живот за наредните генерации. Она што ни е приоритет понатаму, како локални акциони групи, каде што е тренд на локалните акциони групи на глобално ниво, е заштитата на животната средина и климатските промени. Соработуваме со средни стручни школи, академски институции, се со цел да може да се имплементираат модели кои што ќе дадат придонес во заштита на животната средина. Имаме многу активности, многу програми, спорт, култура. Веќе беше издадена третата книга во едицијата Женските гласови на балканската рурална поезија, баш во како издавач се јави локална акциона група Агролидер. Трет пат добива поддршка за ваква иницијатива со цел промовирање на литературата од странски автори, меѓутоа и промовирање на нашите литературни творци од територијата на страна. Работиме на застапување за правата на руралните жени и воедно за подобрување на квалитетот на живот во руралните заедници. Имаме многу активности што може да ги проследите на нашата веб страна, меѓутоа секогаш сме отворени тука за комуникација и кој што е заинтересиран да се вклучи и заедно да дадеме принос. Така. Како доаѓате до основни индикатори за проектирање, односно дали општините објавуваат некакви документи кои се поврзани со вашата работа? Она што ни дава предност во однос на детектирањето на предизвиците и да врз основа на потребните податоци што ги имаме да може да ги идентификуваме иницијативите каде би се насочиле е тоа што кај нас во самата структура, во нашите управувачки тела имаме представници на локалните самоуправи, имаме добра комуникација со општините. Можам да кажам забелешка дека општините не се толку транспарентни во објавувањето на документи и индикатори, така да претежно податоците ги добиваме баш со директни состаноци со представници на самите општини. Како дел од нашата структура и она што е исто обележие на локалните акциони групи е тоа што ние имаме стратегија за развој предводена од заедницата. Во креирањето на таа стратегија ние ги имаме сите податоци што општините ги користат за креирање на нивните стратегии и врз основа на нив креираме нешто дури поголемо, да видиме поврзаноста помеѓу општините каде делуваме, Кривогаштани, Долни Прилеп и Крушево, и да видиме што понатаму заедно може да се прави на овие општини, што е заедничка специфика и каде може да се насочиме. Тоа ни овозможува поголема и потесна комуникација со општините, воедно освен податоците од општините, ги користиме информациите што ги добиваме од националните институции, информации и податоци што ги добиваме од академските институции кои прават истражување во насока на руралниот развој и областите каде што ние делуваме, така врз основа на тоа ја креираме стратегијата за развој предводена од заедницата. Дали како невладина организација сте биле повикани во изработка на стратегии поврзани со работата на општината, која ги засега целните групи со кои вие работите? Да, можам да кажам дека Лагот активно учествува во подготвувањето на стратешките документи на општините каде делуваме, посебно би издвоила тесната соработка со општина Кривогаштани. Дополнително од лани сме активно вклучени во изработката на општинските планови за социјална заштита, како членови од нашата организација сте членови на советите за социјална заштита во општините Прилеп, Кривогаштани и Долнени, така да на некој начин може да дадеме придонес во детектирање на предизвиците, мапирање и во идентификување на приоритетите каде општините треба да се насочат. Меѓутоа сметам дека сепак мало е учеството и не само учеството во подготвување на стратешките документи, потребно е активно да бидеме вклучени во мониторингот и да даваме придонес понатаму како општините навистина се подобрат. Некако самите локални самоуправи креираат стратегија и тоа се добро изгледа на хартија за 6 години, меѓутоа не правиме навремен мониторинг,
Дури и на дадените забелешки не се прави промена каде понатаму акционите планови треба да се направи подобрување. Се надевам дека во иднина ќе имаме подобрување во оваа насока и граѓанските организации активно ќе учествуваат и во процесот на подготовка, во процесот на мониторинг и нивните препораки ќе бидат прифатени од општините. Се надеваме, да. Според вас, дали општините се транспарентни и отчетни и на кој начин тоа може да се подобри? Во делот на транспарентност и отчетност, голем дел од општините имаат направено исчекор напред, меѓутоа останува уште долг пат што треба да се изоди. Мислам дека се уште недостасува градење на капацитетите на самите општини да бидат посветни зашто е важна транспарентност и отчетноста и да користат навистина алатки што навистина ќе ги дадат потребните информации до сите граѓани. Сега, каква е соработката со универзитетите? Дали имате пристап до истражувања кои вам ќе може да ви користат? И дали воопшто имате увид во таквата работа на универзитетите во врска со вашата работа? Во делот од подрачјата каде што делувам имаме одлична соработка со универзитетите и факултетите. Од 2019 година бевме активно вклучени во подобрување на пазарниот успех и конкурентноста на македонските фармери, така да имавме одлична соработка со факултетот за ветеринарна медицина во делот на истражување, обуки на пазарот за земјоделци. Соработуваме, имаме пристап, меѓутоа сметам дека треба повеќе да се воспостави соработка и универзитетите да бидат поотворени за размена на информации и податоци со граѓанските организации, затоа што тоа е вин-вин ситуација и за нив и за нас. Ние можеме на терен да допреме до различни целни групи, тие можат поинаку да го осмислат и да користат академски методи, да можат да ги детектираат областите, проблемите, можностите за потенцијалот. Мислам дека треба повеќе да се насочиме кон за цврстување на таа соработка, градење на партнерство каде што заеднички ќе делува. По својата природа, кои се карактеристиките на тие локални акциони заедници или групи и каков е нивниот однос со местните заедници, општините и невладините организации? Па како што спомнав на почетокот, локалните акциони групи треба да представуваат јавно-приватно граѓанско партнерство. Тоа значи да ги обединуваат сите чинители на одредена територија, тука влегуваат општините, јавните институции, локалните тела, граѓанските организации, бизнис ентитетите и нормално и местните заедници. Местните заедници се и клучни актери во детектирањето на проблемите на одредена област. Село, затоа што секоја област, секое село, особено кога зборуваме од аспект на рурален развој, се соочува со различни предизвици, има свои специфики што може да ги понуди и свој различен потенцијал за развој. Како локална акциона група од 2014 до денес успеавме навистина да го прошируваме членството, да го анимираме на странието и имаме соработка и со представници на местните заедници. Меѓутоа, она што ни недостасува, мисламе дека поголема вклученост на локалните самоуправи, поголема отвореност, заради тоа што граѓанскиот сектор е и секогаш ќе биде партнер на општините. Никако од некој начин кога детектираме предизвици, не мислат дека критикуваме, напротив, ние кога сакаме да детектираме проблем, граѓанскиот сектор секогаш нуди решение. И можности како може да го решиме проблемот на територија, што значи дека ние треба да не гледаат како партнери на општината, на локалните самоуправи, на јавните институции, дека заедно навистина може да дадеме придонес. Така. Кои се клучните активности кои ги преземате во рамките на проектите, а со кои се застапуваат интересите на вашите целни групи? Зависно во која област работиме, како што спомнав, застапување и лобирање на локално и национално ниво, поддршка во креирањето на политики на локално ниво кои одговараат на реалните потреби на граѓаните. Она што ни е многу важно е заштита на човековите права и градење на еднакви можности за жителите на руралните средини. Свесни сме дека предизвиците на жителите, особено на младите во руралните средини, се далеку поголеми кога ги споредуваме со предизвиците со жителите и младите од урбаните средини. Сакаме да направиме влијание, да вистина да ги поттикнеме општините, меѓутоа и релевантните институции на национално ниво да дадат поголема поддршка на руралните области. Свесни сме и последниот попис ни покажа дека статистички веќе имаме над 200 празни села, 600 села со помалку од 100 жители. Тоа ни укажува дека се соочуваме со депопуларизација, воедно земјоделскиот сектор што имаше голем придонес во бруто домашниот производ и покрај националните програми и субвенциите се намалува придонесот, се повеќе може да видиме необработливи земјоделски површини. Сето тоа е заради тоа што
ненавремено реагираме на промените што ги имаме во руралните средини и потребни ни се итни мерки и поддршка и на локално и на национално ниво да може да се создадат подобри услови и поквалитетен живот во руралните средини. Можам да напоменам дека во последниве години многу сме насочени кон развој на социјалните услуги, затоа што не е важно само да имате економски статус, многу важно да имате пристап до социјални услуги во руралните средини. Се уште имаме рурални општини со евентуално 13.000 жители без детска градинка, што негативно влијае на учеството на жителите на пазарот на трудот. Значи сите овие мапирани проблеми гледаме на некој начин во заедничка соработка да ги решаваме. Во моментов членка на ЛАК Агролидер веќе е во фаза на да биде лиценцирана како давател на социјални услуги, да им помогнеме на населението, на постарите лица, да можат независно да живеат во нивните домови, затоа што свесни сме дека секоја општина, особено руралните, се соочува со демографското старење како голем проблем денес. Обезбедуваме можности за поддршка до вработување за млади преку австрискиот модел, да може да се обезбеди индивидуализиран пристап и коучинг и воено градење на таков инклузивен бизнис модел каде што навистина и младите и лицата од ранливи категории ќе можат да си го најдат нивното место на пазарот на трудот. Обезбедуваме обуки во различни области, соработуваме исто со средните училишта, тука имаме многу активности, затоа претходно кажав. Секоја активност е насочена врз основа на предизвикот и во одредена област каде сме се го детектирале и затоа имаме и повеќе области на делување и можам да кажам дека работиме навистина голем тим, имаме социјални работници, имаме психолози, имаме специјални едукатори во делот на социјала, имаме ветеринари, земјоделци, експерти во областа на земјоделие кои што работат во делот на поддршка на земјоделие, работа со земјоделци, сработуваме веќе со мрежни организации на национално ниво како Solar Македонија и останати со кои работиме во делот на енергетски ефикасни практики во земјоделие или заштита на животна средина, климатски промени, како што спомнав дел на спорт и култура, зависно од областите, значи имаме повеќе насоки каде делуваме. Супер. И како за крај, ве молам да ги опишите проблемите на кои наидувате во врска со граѓанското учество, поинаку дали граѓаните сакаат да учествуваат во ваквите јавни активности и дали можете да наведете кои би биле причините за учество на граѓаните што можат со тоа да постигнат. Мислам дека и довербата во граѓанското учество и граѓанскиот активизам полека упаѓа. И тоа е заради тоа што кај нас секогаш дајте му време на времето, кога веќе работите на поголеми промени, што треба и понад да бидат одржливи. И луѓето веќе некако дајте му време на времето, многу време и се процеси се каде што очекуваме наеднаш да се случат промените, а не може да се направи тоа. Она што мислам дека може да ги охрабри граѓаните е поголема афирмација на граѓанскиот сектор како партнер на општините, да може навистина општините да ги прифаќаат нашите препораки и навистина да се насочат кон креирање на политики заедно со нас и спроведување иницијативи кои ќе дадат, не велам брзи промени, ама барем веќе почеток на некакви позабрзани чекори дека ќе има подобро место и подобар квалитет на живот во руралните области. Се надевам дека и локалните и националните институции ќе ја сватат важноста на граѓанскиот сектор и дека ќе имаме помалце политичко влијание, а поголем граѓански активизам. Заради тоа што, па како што спомнав, сите ни овде ќе имаме заедничка цел, а тоа е да се збориме за поквалитетен живот на сите, што води кон намалување на миграцијата и навистина градење на едно поправедно, поинклузивно општество. Така. Ако нешто изоставивме, би те замолиле да продискутираш, да кажеш? Не, јас ви благодарам многу за можноста пак да проговориме за улогата на локалните акциони групи. Се надевам дека во имено локалните акциони групи ќе бидат препознаени од системот на национално ниво и ќе добијат потребната поддршка како носители, двигатели на одржлив рурален развој. Се надевам дека граѓанскиот сектор ќе продолжи како досега да ги даде сите своји сили за бенефит на заедницата, дека граѓаните навистина ќе ги препознаат нашите заложби. И она што ми е најголема надеж дека навистина ќе изградиме вистинска соработка со јавните институции и општината, ќе градиме партнерства и навистина ќе забележуваме резултати, заради тоа што секогаш користам една мисла, оваа земја, оваа територија овдека не сме ја наследиле од нашите поколени и ми ја должиме на идните генерации и треба заеднички да делуваме да биде подобро место за живење за нашите идни генерации. Точно.
Ви посакуваме големи успеси и благодариме што одвоивте време. Ви благодарам и вас. Благодариме.